Посебно тело ќе истражува зошто пропаѓа еден од најмодерните системи за водоснабдување во Источна Македонија. 5-та година од хидросистемот Злетовица вода за пиење добиваат само Свети Николе и Пробиштип, додека најголемата општина Штип не ја прифаќа водата. Градоначалникот на Штип вели дека во рок од 30 дена треба да се дадат конкретни заклучоци за неприфаќањето на водата од Злетовица, која може и да ги намали сметките на граѓаните. Договорено е дека во наредниот период треба да ги утврдиме причините. Ние не сме сигурни дали се работи за таложникот, дали се работи за непрочистување на системот цел кој што е повеќе од 20 километри, кој што доаѓа до Штип, или за што се работи. Јас сум задолжен да ги искоординирам сите активности во наредниот период, да заклучиме каде е проблемот и кога ќе видиме каде е проблемот, колку треба средства за тоа да се реши и на крај да го решиме тој проблем, бидејќи греота е проект кој што чини стотина милиони евра, да се искористат тие пари на граѓаните, да се земе кредит, да се изгради хидросистемот и на крај проектот да е неупотреблив или водата да не се користи. Штип со кредит од јапонска џајка ја реконструираше филтер станицата, но во изминатиот период не се користеше водата од Злетовица, токму поради нејзиниот квалитет. Според досегашните истражувања се покажало дека доаѓа премногу матна вода за да се преработува и за таа толку матна вода треба огромни средства за да се преработи и да се доведе во една состојба за користење. Затоа сега ќе видиме каде е проблемот, зошто е таа вода таква и во наредниот период ќе ги превземе сите мерки и чекори. Во моментов Злетовица го одржува државата, со него секоја година од буџетот се издвојуваат од 5 до 8 милиони денари. Директорот на Злетовица Тодорче Николовски забележува дека немаат пари за сервисирање и одржување на системот, а Пробиштип и Свети Николе веќе 5 години им должат пари за испорачаната вода. Свети Николе е со долг од 16 милиони, а Пробиштип од над 6 милиони денари. Во меѓувреме Штип бара од регулаторната комисија и намалување на цената на водата за 5% од наредната година.